Бурни реакции во јавноста предизвика празната агенда на собранието втора недела поред. Пратеничките групи вчера се договорија да се откаже седницата за пратенички прашања овој месец, иако се работи за деловничка обврска, а дополнително се откажани и сите други официјални активности. По коментарите дека пратениците си зеле 2 недели неформален одмор, од партиите велат дека народните избраници сепак работеле. Агендата била откажана за да нема политизација на трагедијата во Кочани, велат и од владеачката ВМРО-ДПМН и од опозицијската СДСМ. Оставивме институциите, оние кои што се надлежни, оние кои што треба да работат во овој период, да работат, а не политиката и политичарите. Во овој период подготвуваме доста законски измени кои што ќе ги видите во наредниот период на дел, кои што ќе ги спречат понатамошните вакви случаи да не се повторат. Од пратеничката група на ВМРО-ДПМН додаваат и дека се откажани само пленарните седници и комисиите, но дека нивните пратеници, особено од Кочанско-Штипскиот регион, се на терен. Преку Facebook информираат дека работи Народната канцеларија во Кочани за сите граѓани што имаат потреба, но и дека донирале за жртвите од пожарот. Слично одговараат и од СДСМ. Имаме редовни координации како пратеници за подготовка на законски решенија. Имаме и активности на терен, особено пратениците од таа изборна единица се сретнуваат со засегнатите граѓани. Како пратеничка група, веднаш се организиравме и дониравме дел од нашите приходи за настраданите, велат од пратеничката група на СДСМ. Но од левица пак со критика дека парламентот ја запоставил својата работа. Во овие моменти, кога е повеќе од потребно, собранието не презема одговорност да носи закони, туку втора недела поред бега од таа своја обврска. Владеачкото мнозинство на ДПМН знам вреди поддржано од СДСМ ја покажа својата вистинска слика, кога е најважно тие избегаа, напиша од партијата на Пасиев. Сепак останатите пратенички групи тврдат дека на одложувањето на пратеничките прашања се согласил и координаторот на левица, а дополнително токму тој побарал да се откажат и сите други активности во парламентот, што било прифатено од сите останати. Дека одлуката била консензуална тврдат и од кабинетот на Гаши. Консензуалната одлука од координација е донесена имајќи ги во вид чувствата на сите граѓани по трагедијата во Кочани, изразувајќи почит кон сите загинати и надеж дека повредените ќе се вратат во добра здравствена состојба што поскоро, велат од кабинетот на Гаши. Оттаму додаваат дека голем дел пратеници доаѓале на своето работно место во парламентот овие денови. Катерина Нишкова, Сител телевизија.